Па најпрви јас немам добиено никакви конкретни барања. Мислам дека се работи за политички мотивиран протест. Му испраќам порака и на господинот Спасовски, кој е министар за внатрешни работи, бидејќи бевме сведоци дека голем број на негови приврзеници и на господинот Илиевски денеска беа во координација со овие луѓе кои што беа на протест, да се занимава со законот и да го почитува законот. Подолг временски период сведоци сме дека во нашата општина се движат возила кои што немаат право да се движат во сообраќајот, истите се паркираат каде ќе стигнат и што е најтрагично, го собираат целиот смет од градот и градежниот шут и го изфрлаат на локации низ градот и создаваат диви депонии. Општината на годишно ниво чисти над 50 на диви депонии кои што по куст временски период повторно се претвораат во диви депонии, а пред наши очи сме сведоци дека најголем дел од тие диви депонии ги создаваат токму овие возила, мотокултиватори кои што се земјоделски машини и со законот немаат право да се движат и да учествуваат во сообраќајот, освен ниту пак да обавуваат дејност, освен ако не се регистрирани на уредна фирма или пак не работат дополнителна работа за јавното предпријатие Чистота и зеленило. И тоа е обврска на МВР, во континуитет општината бара од МВР да ја спречи оваа појава, бидејќи немаме надлежност за истата и не наидуваме на разбирање. Јас ги повикувам граѓаните да не потпаѓаат на овие вакви провокации. Секогаш постојат можности да се уреди овој начин на нивно делување, дали преку одредени проекти или други активности, но ова беше чисто мотивиран процес, го видовте и против кандидатот, дека наеднаш наводно се појави пред оваа насобрана група на граѓани, им одржа и говор политички и така натаму. Јас сум црст по моите ставови, да обстанам на тоа што ми е со закон доделена надлежност, да се грижам за јавната хигиена во градот, бидејќи не можеме ние сите да се однесуваме како граѓани одговорно, а поединци 20 или 30 луѓе или колкав и да е нивниот број да биде целосно неодговорен и да создава диви депонии секаде низ градот, без разлика која ќе биде политичката цена на овие избори. Јас ќе обстојам на тоа, граѓаните на општина Куманово тоа го гледаат и го разбираат. Значи, сведоци сте дека секоја година го чистиме речното корито, да не зборувам за дивата депонија на локација Туш, пред локација Туш, изградивме дополнително детско игралиште, повеќе депонии по текна река Којнарка, Липковка, Кумановка и многу голем број на локации каде што секојдневно ги гледаме овие возила, кои што истураат градежен шут и друг вид на комунален или некомунален отпад. Па зарем сите треба да бидеме заложници на 30 поединци кои што сега дополнително се политички мотивирани од сами кандидати. Ако зборуваме веќе јавно и транспарентно со против кандидатот дека треба да го зголемиме нивото на хигиената во градот, тогаш зошто ги мотивираат овие луѓе кои што се едни од најголемите прекршители во градот да излегуваат на протести. Така да јавно го повикувам и Спасовски и Илиевски да не политизираат, да не прават популистички политики и да мотивираат луѓе да протестираат, туку Спасовски да си постапи по законот и да ги спречи овие појави во градот и да и даде насоки на полицијата да делува. Дополнително, сакам оваа прилика да искористам да апелирам до граѓаните, да не потпаѓаат под вакви политички притисоци и мотивации, бидејќи истите им служат само во корист на поединци. Јас сум секогаш подготвен како градоначалник да разговарам со оваа група на граѓани и да видиме дали можеме да изнајдеме решение да функционираат во рамките на јавното предпријатие Чистота и зеленило за еден заеднички интерес, но не и да создаваат штета на сите нас, бидејќи во овој град не живеат само тие семејства. Живеат околу 115.000 граѓани кои што го чувствуваат сето тоа што е лошо и фидбекот од работењето на ваквите групи и делувањето ни. Господине Димитриевски, вие повикавте представник на луѓето што протестираа надвор, тие и покрај тоа што протестираа не влегоа внатре да ги кажат нивните барања? Па не, тоа само потврдува дека ова е политички мотивиран процес. Ако веќе ви имате група која што протестира, треба да има и официјални барања. Факт е дека групата е заведена,
Јас денеска ќе поминам и во населбата каде што на Средоре, каде што генерално живеат оваа група на луѓе и лично да поразговарам со нив, бидејќи мислам дека не треба да бидат користени во политички цели. Ако општината инвестираше во населба Средоре и во другите населби кај што претежно живее ромско население, за да се подобрат животните услови за сите, тогаш зошто да дозволиме поединци да го уништуваат тоа што ние претходно го создававме и го изградивме со наши граѓански пари?